Расте бројот на слободни работни места во државата, нема кој да работи. Како што соопштуваат од Државниот завод за статистика, невисока стапка на слободни работни места. Има секторот објекти за сместување и сервисни дејности со храна, и тоа за 3,69%, додека најмала е стапката во секторот снабдување со електрична енергија, газ, паре и климатизација, кој изнесува околу 22%. Стапката на слободни работни места во третото тримесечие од 2025 година изнесува 2,2%, а најголем број слободни работни места, односно 2052, има во деветата група занимања, односно елементарни занимања. Вардарскиот регион има највисока стапка на слободни работни места од 2,53%. Највисока стапка на слободни работни места од 3,69% има секторот објекти за сместување и сервисни дејности со храна, додека најмала е стапката во секторот снабдување со електрична енергија, газ, пари и климатизација, кој изнесува 0,22%. Деловните субјекти од 10 до 49 вработени имаат највисока стапка на слободни работни места од 2,70%, соопштуваат од Државниот завод за статистика. Покрај што од една страна невработеноста ја истакнуваат од Државниот завод за статистика и граѓаните од друга страна сведочат за ваквата ситуација, велат ниските плати најголема причина. Исти се, сите мислат за свој джеп. Не мисли за младите и за народот општо. Па те сега баш со колегата правиме мет. По Словенија бе тоа години, моите деца се сега малите во Англија, големите се во Америка, и што да работат тука. Мора да идат за корка леп. Ја не знам што имаме, да фале, све фале од А до Ш. Па тука нема ред, нели гледате што станало, хаос. За никој не води ред. Ништо не вреде веќе. Здравството, ако имаш пари на приватно да се лекуваш, ќе се лекуваш, а не ќе чекаш, па дали ќе дочекаш. Толку. Нема работници, оти не дават пари. Колку конфекции се затворија? 3-4 конфекции. И одат луѓето од конфекции на конфекции и ги молат за парички. Мојата керка е моделарка. Сега да оде на машина да буде да шие да надува. Моделарка е била. Тоа е причината, за тоа одат по странство. Мислат дека таму е подобро. Инаку, како што и понатаму појаснуваат од Државниот завод за статистика, невисока стапка на слободни работни места и понатаму се бележи во Вардарскиот регион. Според граѓаните, само со високите плати и стабилен систем, младите би можеле да работат и да екзистираат во државата.